Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Околу 200 дефекти на канализационата мрежа санирани со донираното возило од јапонската амбасада. Илјадници посетители на вториот вински фестивал во Охрид. Субвенции за енергетска ефикасност даваат само 6 општини во државава. Повеќе од успешен меѓународниот турнир 20 години кошаркарски клуб Колибри. Контрадикторни информации во врска со несреќата на подморницата Титан. Со најавените настани започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и многу топло со измерени максимални 30 степени. Попладне локално на крајниот запад и исток, услови за локални врнежи од дожд и грмотевици во текот на ноќта кон сабота, ведро и топло. Утре на Централна Европа времето претежно сончево со локална облачност и релативно топло. Локално над Апенинскиот и Балканскиот полуостров, југоисточна и источна Европа, умерено облачно со врнежи од дожд, грмотевици и појава на локално невреме. На Балканскиот полуостров во сабота, умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици, локална појава на поројни врнежи и невреме. На крајниот север и на крајниот исток на полуостровот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 20 до 35 степени. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност и топло време. Попладне нестабилност која ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици и локална појава на поројни врнежи и невреме. Доцна попладне и вечерните часови врнежите ќе станат пообилни до 20 до 30 литри на метар квадратен. Минималните од 12 до 21, максималните од 24 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот се уште со висока вредност 8. Во Охрид во сабота во првата половина од денот сончево со локална облачност. Попладне умерено облачно, нестабилно со дожд, грмотевици. Попладне и вечерта појава на поројни врнежи и невреме. Минималните од 17 до 26 степени. Во Охрид во недела умерено облачно и нестабилно време со дожд и дневна температура до 24 степени. Понеделник и вторник времето претежно сончево и топло. Минималната 16, односно 13, а дневната 25, односно 27 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Јапонската амбасада во Македонија на нашата општина и го предаде комуналното возило за брза санација на дефекти на канализационата мрежа. Возилото е донација на Јапонската амбасада за општина Охрид, а истото ќе го користи јавното претпријатие Нискоградба. Во вистински момент доаѓа донацијата на Јапонската амбасада вредна повеќе од 60.000 евра, а во вид на комунално возило за брза санација на дефекти на канализационата мрежа во градот. Станува збор за затварање на грантот од Јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност, шести успешен проект за општина Охрид, истакна амбасадорот на Кралството Јапонија во Република Македонија Оцука Казуја. За овај проект, особено, горди сме што го обезбедувајме ова возило кое придонесува за намалување на загадувањето на древното и убаво Охридско езеро со навремена и ефикасна санација на канализацијата, што се обезбедува со ова возило. Загадувањето на озерото ќе биде намалено. И за ова кратко време на користење веќе оставила значајно влијание. Возилото ќе го користи нашето комунално претпријатие Нискоградба за брза интервенција, особено во стариот дел на градот и на други реони од градот со специфична конфигурација на теренот, каде е потребно компактно возило со маневарски способности, особено за време на летните гужви. Со новото комунално возило се врши брза и навремена санација на дефектите на канализационата мрежа, при што многу ефикасно започнавме да се справуваме со загадувањето. Секако тука има уште доста работа, но сум уверен дека претходните средби со делегациите од Јапонија и поддршката од Јапонската амбасада, а и лично амбасадорот, ја даваат на општина Охрид ке резултира со скоро решавање на овој проблем. Убеден сум дека веќе добрата меѓусебна соработка, која ја негуваме, ќе придонеси во иднина да бидеме дел од вакви настани, кои по своето значење се повеќе од локални, бидејќи заштитата на животната средина е светска обврска, не само локална. Ова возило веќе 1 месец е во употреба и може со сигурност да се рече дека донацијата ја исполни својата цел, истакна веде директорот на јавното претпријатие Нискоградба Александар Трпеновски. Имено статистиката за овој временски период покажа видливи резултати и уште еднаш ја оправда потребата за ваков тип на возило, бидејќи за овој краток временски период со помош на возилото ЈП Нискоградба Охрид успеа да санира приближно 200 дефекти во канализационата мрежа, од кои голем дел се во стариот дел на градот, кој што представува специфичен терен за работа.
Од јапонската амбасада велат дека нивната земја е силно посветена да ја поддржи Македонија во економскиот и социјалниот развој, што е многу важно за нејзината интеграција во Европската унија. Се надеваат дека и во иднина ќе може да го поддржат секторот за животна средина и неговите капацитети. Од 1996 година до сега Јапонија со средства во висина од 8,9 милиони евра има поддржано 177 проекти во државата во областа на здравството, образованието и заштитата на животната средина. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја објави годинешната анализа за економското работење на радиодифузерите, како и податоците за гледаност на телевизиите и слушаност на радиостаниците за 2022 година. И покрај тешките економски услови со кои се соочуваат медиумите, не само кај нас, туку и во светот, ТВМ и понатом успева да го задржи високиот рейтинг на гледаност и доверба кај својата публика. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја објави годишната анализа за економското работење на радиодифузерите и податоците за гледаност на телевизиите и слушаност на радиостаниците за 2022 година. Што се однесува до економското работење, од сите 17 телевизии кои емитуваат програма на регионално ниво, повеќе од 50% работеле со загуба. Пат од 38% бележат и приходите кои во 2022 година ги оствариле сите регионални телевизии во однос на 2021 година. Тој пат со над 50% е најзабележителен во нашиот регион Д6, Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани и во регионот Д7 Стогово. И покрај овие поразителни проценти, ТВМ и понатаму успева да опстои на медиумскиот пазар. Во однос на гледаноста, анализата на АВМУ покажува дека ТВМ, иако со најмал регион во кој се емитува, според уделот на гледаност е на 4-то место од сите регионални телевизии во земјава, а во просечен неделен досег сме 5-ти. Тоа покажува дека ТВМ со својата сопствена продукција, со различната игра на програма која ја нуди на својата публика, пред се сериските филмови од квалитетна руска продукција, за разлика од останатите телевизии кои го преплавија медиумскиот простор со турски серии и секако најгледаните информативни изданија во кои најзастапени се секојдневните проблеми, но и успеси на локалната заедница. ТВМ успева веќе 30 години да го задржи високиот рейтинг на гледаност, како и довербата кај својата публика. Што се однесува до трошоците пак, според анализата на АВМУ, најмногу средства биле издвоени за плати на вработените, како и за набавка на содржини. Голем број посетители синоќ уживаа во безброј вински вкусови и убава музика на вториот винофест во Охрид. Повеќе од 25 винари го промовираа македонското вино, кое се вбројува во најубавите во Европа и светот. Примарна цел на Охридскиот винофест е да ја збогати туристичката понуда на градот, да ги промовира македонските винари и нивните вина, со што ги стимулира домашните бизниси и ја поддржува економијата. Голем број посетители, охриѓани и туристи синоќ уживаа во безброј вински вкусови и убава музика во Охрид. Со вториот винофест символично се означи стартот на летната сезона. Повеќе од 25 винари го промовираа македонското вино, кое се вбројува во најубавите во Европа и светот. Годишниот фестивал е поголем од прошлогодишниот фестивал, 25 винари со многу посериозен пристап на целиот настан. И од винариите и од сите нас, затоа што прошлата година имавме еден успешен фестивал, една успешна проба на фестивал. Се надеваме во склоп на дека ќе влеземе во склоп на отварање на туристичката сезона секоја година. Сакаме да направиме еден вид на интернационален фестивал со години, ни треба традиција, сакаме да го направиме тоа, ние сме винска земја. И Охрид е правото место и јуни е правото време. Забавата ја загреваа баклава, Миле Кузмановски и Дарио. Годинава фокусот беше ставен на домашните вина, но планот е оваа винска приказна да стане белег на Охрид и традиција за градот и винската култура во земјава, но и пошироко. Нашата крајна цел е на овој фестивал да прерасте во регионален фестивал, традиционален регионален фестивал. Работиме на тоа, сме во преговори со многу винари од регионот и од надвор од регионот. Се надеваме дека тоа во следните години ќе го достигнеме. Така да во моментов имаме прекрасни наши вина да дегустираме. Така да имаме многу богата музичка програма.
Примерна цел на Охридскиот винофест е да ја збогати туристичката понуда на градот, да ги промовира македонските винари и нивните вина, со што ги стимулира домашните бизниси и ја поддржува економијата. Во исто време на посетителите им се овозможува да уживаат во врвни домашни вина и квалитетна музика. Овогодинешното издание на Винофест во Охрид ќе трае 3 денови. Големиот број посетители ќе може да уживаат и да ги вкусат вкусовите од познатите вина од земјава. Вечерва на музичката сцена ќе настапат Brass Brothers, охридските рокери Backdoor Band и Лугер, како и легендарните Нокаут, а на последниот ден во сабота Александар Јосифовски, Fits and the Invisibles, Студени нозе и Great Hits и Funk Shui. Субвенции за енергетска ефикасност даваат само 6 општини во државава. Одржана панел дискусија "Потрошувачите во срцето на енергетската политика", организирана од Организацијата на потрошувачи на Македонија, ОПМ и Екосвест. Панел дискусија за потрошувачите во енергетската ефикасност, потрошувачите во срцето на енергетската политика, организирана од Организацијата на потрошувачи на Македонија, ОПМ и Екосвест. За потрошувачите кај нас не постои никаков начин на советување или советувалиште кое на заинтересираните граѓани ќе им ги објасни политиките и достапните мерки и ќе им помогне како да испланираат подобра и поефикасна инвестиција во енергетска ефикасност со ограничените пари што ги имаат на располагање. Домакинствата и малите потрошувачи се надвор од фокусот на енергетските политики. Споредено со другите земји, во Македонија се нудат мали бенефиции и поттици за инсталирање на соларни панели, но и за набавка на нови енергетски ефикасни уреди со кои може да се намали уделот во потрошувачката на секој одделно, а преку тоа и на заедничката, посочи Маријана Лончар-Велкова од ОПМ. Таја презентираше и акцијата на ОПМ за колективно купување на инвертер клима уреди на околу 38.000 потрошувачи од 6 земји, меѓу кои и од Македонија, која е достапна на страницата колективнокупување.мк. Целта на акцијата преку масовно здружување на организации на потрошувачи од повеќе земји да се овозможи купување на сертифираните штедливи уреди за загревање и ладење по најдобри можни услови и со најголем можен квалитет, вклучително и на професионална монтажа. Субвенции за енергетска ефикасност даваат само 6 општини во државата и тие најчесто се без конкретни спецификации за типовите и квалитетот на опремата која би се набавувала со субвенциите, односно не се бара новите уреди да имаат квалитет што ќе придонесе за намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и на загадувањето. Така се случува со субвенциите да се набави опрема која брзо ќе се расипе и со тоа само дополнително да придонесе за загадување наместо за обратното, посочи Мартина Гранчаревска од ОПМ. Македонија има добра регулатива за енергија, но потребно е навремено транспонирање на директивите на Европската Унија и олеснување на административните процедури за граѓаните, како и капацитетите на институциите. Потрошувачот треба да има на располагање механизми и процедури за мерки за енергетска ефикасност, како и советодавна, финансиска и административна поддршка за да ги реализира овие инвестиции. Успешно заврши меѓународниот турнир во кошарка 20 години кошаркарски клуб Колибри. Организаторите велат, ќе се насочиме овој турнир да стане традиционален и да биде спортска увертира во летната туристичка сезона. Меѓународниот турнир во кошарка 20 години кошаркарски клуб Колибри во категорија девојчиња и момчиња генерации до 12, 14 и 16 години, кој се одржа од 19 до 22 јуни беше повеќе од успешен. На едно место беа собрани 200 деца од Србија, Албанија и Македонија. Најуспешни во своите категории беа екипата на Нова Варош од Србија до 16 години жени, во конкуренција до 14 години жени првото место го освои екипата на МЗТ Скопје, во категорија до 14 години мажи првото место и припадна на екипата на Елите Баскет од Албанија и прво место во категорија до 12 години беше екипата на Колибри од Охрид. Во категорија младинци до 16 години пехарот припадна во рацете на екипата Декса од Прилеп. Посебен момент беше ревијалниот надпревар кој се одржа помеѓу старите членови на кошаркарски клуб Колибри и дел од тренерите на турнирот заедно со младинците на екипата на Декса Прилеп. Овој турнир ги собра сите симпатии на учесниците и веќе со неговото свечено затварање започнуваме со припреми за следната сезона, велат организаторите. Додаваат дека тие како клуб ќе се насочат овој турнир да стане традиционален и да биде спортска увертира во летната туристичка сезона.
Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американската морнарица детектирала звуци соодветни на имплозија на бргу откако бил изгубен контактот со подводното пловило Титан, кој било на пат кон остатоците од Титаник, изјави официјално лице. 5 луѓе биле во подморницата кои вчера и официјално беа прогласени за мртви откако беа пронајдени остатоци од подморницата на океанското дно. Загубата на подморницата беше потврдена по неколкудневна обемна потрага. Од морнарицата кажаа дека американската крајбрежна стража употребила нивни информации за акустична аномалија, за да се стесни областа на потрагата. Адмиралот на крајбрежната стража Адам Мауџер изјави дека сите 5 лица во подморницата починале откако најверојатно се случила катастрофална имплозија, што било заклучено од шаблонот на пронајдените остатоци. Додаде дека за време на спасувачката мисија не биле детектирани звуци кои одговараат на имплозија. Кинеската влада упати протест до американскиот амбасадор во Кина поради коментарите на председателот Џо Бајден, кој го нарече кинескиот председател Ши Џинпинг диктатор. Николас Барнс ја добил дипломатската нота неколку часа по изјавата на Бајден за Ши за време на донаторска конференција во Калифорнија. На собирот во вторникот Бајден рече дека Ши не знаел за наводни кинески шпионски балон што бил соборен во воздушниот простор на САД во февруари, додавајќи: "Тоа е голем срам за диктаторите, кога не знаат што се случува." Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Мао Нинг во средата изјави дека крајно апсурдните коментари на Бајден сериозно му наштетиле на политичкото достоинство на Кина и представуваат политичка провокација. Но американските официјални лица кои објавија веста за протестот на Пекинг до Барн забележаа дека кинеските државни медиуми не ја објавиле дипломатската нота познато како демарш, за да ја зачуваат добрата атмосфера создадена од посетата на американскиот државен секретар Ентони Блинкен на Кина. Изјавата на Бајден дојде еден ден откако Блинкен се сретна со Ши во долгоочекуваната посета со цел да се запре на долната спирала во односите меѓу САД и Кина. 2-годишно дете пукало со пиштол кон својата бремена мајка и ја убила заедно со неродено бебе. Ужасната трагедија се случила во малото градче Норвалк во Охајо, САД. Се долава дека околу 13 часот на 16 јуни полицијата добила повик од 31 годишна жена која рекла дека нејзиниот 2-годишен син и пукал во грб. За време на разговорот со диспечерот Лаура Илга рекла дека е бремена во 8 месец. Полициските службеници пристигнале на местото на настанот неколку минути подоцна, мајката и синот заедно со пиштолот ги пронашле во спалната соба на горниот кат. Жената била префрлена во болница каде починала заедно со нејзиното неродено дете. Во торнадо кој го погоди градот Матадор на северот на Тексас, 4 лица загинаа, 10 се повредени, а неколку куќи се уништени. Торнадото го погодило Матадор во 20 часот по локално време, носејќи разорни налети на ветер во малата заедница од околу 600 жители, соопшти спасувачката служба Лабока. Најмалку 10 лица се пренесени во регионалните болници, од кои едно починало, соопшти полицијата на брифинг со новинарите. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатен ден.